Темата за резултатите од направената анализа за квалитетот на водата во Гостивар и понатаму е актуелна меѓу политичките партии. Рече си да не поминува ден без едни со други да се обвинуваат и да си ја префрлаат топката за тоа кој е виновен и кој не реагирал навремено, па гостиварци месец дена беа оставени без вода за пиење. Од опозицијската СДСМ денеска повторно побараа да биде објавен целосен, јавен и потпишан документ за анализата на водата во Гостивар. Посочија дека поминале 6 недели, а таков извештај според нив се уште нема. Еден месец даваа противречни изјави. Прво за забрани, потоа дека може да се користи како техничка вода, па дека има нови бактерии и вируси во водата, потоа уверуваа дека водата може да се пие, а ниту еднаш не објавија целосен документ. Водата се испитува секој ден, зошто тогаш не се објавуваат веќе 6 недели. По 22 дена загадена вода и околу 5000 заболени. Граѓаните треба да видат целосен документ бидејќи водата за пиење е прашање на јавно здравје. Информациите за нејзината безбедност мора да бидат јавно објавени во еден целосен извештај. Пред неколку денови пак министерот за здравство Сашо Клековски го објави извештајот од последните анализи кои се во сопственост на Министерството за здравство за исправноста на водата за пиење во Гостивар. Тогаш Клековски рече дека за останатите анализи треба да одговорат другите надлежни институции. Тоа што е направено по барање на ЦУК, на АХВ, јавно комунално предпријатие, собственост на тие институции, ќе замолам да тие резултати ги барате од нив. Нема ниедна причина, транспарентноста, јавноста е тука, значи одлуките што се носени се водени исклучено на факти. Дополнително, бидејќи ова не е статична состојба, Институт за јавно здравје издаде препораки до јавно комунално предпријатие Комуналец Гостивар. Водата во Гостивар беше забранета за пиење од 17 јули, откако надлежните утврдија дека пумпи 22 дена внесувале вода со фекалии во градскиот водовод. Од 19 јули беше прогласена епидемија, а на 21 јули владата прогласи 30-дневна кризна состојба во градот. По секојдневните испитувања кои се вршеа во 3 лаборатории од мостри земени од 7 различни локации во Гостивар, се чекаа 3 последователни добри резултати за гостиварци да добијат повторно вода. Такви резултати пристигнаа на 14 август и водата официјално беше пуштена за секојдневна употреба. Центарот за јавно здравје Гостивар пред 2 дена прогласи крај на епидемијата во Гостивар. Во меѓувреме истрагата на обвинителството треба да утврди одговорност за здравствената катастрофа во која над 5000 жители завршија во болница со симптоми на труење. Според последните информации, истрагата се интензивира. Обезбедени се поголем број од доказите, се испитуваат сведоци, а под лупа се и парите од проектот за водоснабдување. За сега во притвор завршија директорката на локалното предпријатие Арта Асани и раководителите Лео Нурдеини и Ваденин Дервиши, кои се товарат за тешки дела против животната средина и природата.